Дали сте во опасност е новата тема што вечерва ќе ја споделиме во рамките на овие здравствени предавања, тајна на квалитетниот живот. Сите ние сакаме да имаме квалитетен живот, да имаме добро здравје, но Библијата исто така ни дава совети, пораки, упатства како тоа да го постигнеме. Иако човечкиот апетит понекогаш е преку тоа, сакаме да го задоволиме, но секако Бог ни дава многу убави совети и упатства како да нашето здравје го подобриме. Но ние сме свесни дека во нашиот живот се појават разни проблеми. Еден од проблемите е здебеленост. Значи има луѓе кои имат можеби поголема килажа во својот живот и тоа може да биде причинител за многу болести во нашето тело. Толку ние вечерва ќе зборуваме за изборот на здравата храна, односно кои болести може да се добијат ако не внимаваме на она што го внесуваме во нашиот организам. Здебеленоста е причинител за неколку болести. Не мора да биде така опасна, секако, но важно е тоа да го разбереме и да бидеме свесни. Еве на почетокот еден пример од еден човек по име Џон. Тоа е една кратка приказна за овој човек по име Џон. Тој човек бил многу уморен и скоро немал воздух кога се движел, кога одел. Наједноставните физички активности биле проблеми за него. Еве како нашите скали сега што ние се качевме овде во оваа просторија, за него биле проблем. Едноставно тешко се движел и тешко се движел околу куќата, тешко влегол во автомобилот, му било тежното дишењето, бидејќи имал поголема килажа. И така еден ден дошол во ординицијата кај неговиот матичен лекар. Обесхрабрен, потиштен, дошол кај лекарот на советување. Тој бил и пред 2 месеци кај него, но скоро ни 1 килограм не попуштил, значи не изгубил од претходниот преглед кога бил кај својот матичен лекар. Да би околностите станале уште посложени и понатаму пушел. Значи не само што бил здебелен, имал поголема килажа, пушел. Нивото на неговиот шекер во крвта бил многу повисок од оно што било дозволено. Меѓутоа и понатаму не можел да се откаже од крофните кои биле со многу шекер. Јадел крофни секој утро, пиел кафе со шекер, кока-кола, тоа било голем извор на шекери. Како последици на зголемената килажа и што користел многу шекер, добил диабетис тип 2. Пушел, бил дебел и многу бил неактивен во својот живот. Во својата 30-та година Џо добил и поблак срцев удар. Ударот бил сепак толку силен што оставил длабок рез или впечаток или ожилка или белек на неговото срце. Така да неговите мускули, срцевите мускули биле олабавени и имал проблеми со дишењето и со срцето. Помалку посрамен, Џо нервозно му кажал на лекарот следниве зборови. Ајде да видиме што му кажал. Па докторе, знам дека не сте задоволни што не сум напредувал во симнување на телесната тежина, што и понатаму помалку пушам, што но не воздивнувам. Опростите докторе, не сакам да ве разочарам. И почнал диалогот помеѓу докторот и самиот пациент. Докторе, а што велите за трансплантација на срце? Слушнав за тоа. Дали можам да добијам ново срце? Едноставно се надевал дека доктор ќе му набави срцето. Може би понекогаш ние мислиме дека срцата се така лесно набуват како резервна гума во продавница. Докторот му рекол: знаете, господине, многу тешко има донатори на срце. И ако се најде донатор, цел живот треба да примаш лекови, да би тоа срце се одржувало. И така докторот, односно одговорот на неговиот доктор, на лекарот, уште повеќе го обескрбрил самиот Џон. Но би сакал тоа да е лесно и едноставно. Срце за трансплантација има се помалку и помалку, а потоа треба со години да употребувам лекови. Мора да внесеш нов начин во животот и тоа веднаш, му рекол лекарот.
Понекогаш може би, почитувани, ние се сочуваме со такви проблеми. Лекарот ќе ни каже, диагнозата ти е таква и мораш да го смениш режимот на исхрана, на спиење, на движење, на работа, на активности. Понекогаш може би тоа ни е тешко да се прилагодиме на новите услови, но ако сакаме да имаме квалитетен живот, ако сакаме да навистина нашиот живот се подобро, односно нашето здравје, мора, почитувани, да почнеме нова страница на живот, нова страница на исхрана, на она што го внесуваме во нашето тело. Денеска, на жалост, милиони луѓе широм светот, жени и мажи, се борат со истите последици, како што ги имал самиот Џо. Едноставно, заработуваат разни болести, како што се болести на срце, малигни заболувања, болести на дишните органи, понатаму појавување на диабетис. Постојат 4, може да кажеме, значи милиони се борат во светот, но постојат 4 работи кои се многу важни или фактори на ризик. Број 1, употреба на тутун. Јас знам дека ние не пушиме, но ова се мисли на широка употреба на тутун кај други луѓе во светот, зашто навистина има луѓе кои пушат цигари. Употреба на тутун е број 1 ризик за нашето здравје. Физичка активност или неактивност. Понекогаш ние мислиме, ако одеме до пазар или одеме кај комшијата, кај пријателот или на работното место, тоа е движење. Не е тоа движење. Значи, кога треба да одвоиме 15, 20, половина час, последно време за движење. За кога и самите мисли ќе бидат насочени кон движењето. А не чукаш на машина или работиш нешто и мислиш дека тоа е активност или движење. Значи, број 2, физичка активност. Трета точка на ризик е алкохол. Алкохолот е исто така извор на голем фактор на ризик. Нездрав начин на живот. Може би тука сите ние доаѓаме на удар. Нездрав начин. Може би ова лесно ќе го отфрлиме алкохолот. Може би ќе најдеме време за движење. Тутун знам дека не пушиме. Но овде може секој да се најде себе си нездрав начин на живот или на исхрана. Пандемија на здебеленост. Интересно, ако одите во Америка, има многу дебели луѓе. Има и овде, но бидејќи оние кои користат инстант, брза храна, сендвичи, еве овде гледате во соседството Мерлин кој произведува, кој на децата, овде училиштето, нон-стоп децата јадат тие тостови. Брза храна. За 5 минути мора да биде готово, да јаде, зашто за 10 минути ќе му почне часот во училиште. И децата јадаат, кока-кола пијат, газирани сокови и мешето, стомакот расте. А тоа се деца во пубертет или деца кои се тек во почетна фаза на развивање. Но и за возрастните. Значи, постои денеска во светот пандемија на здебеленост. Според Светската здравствена организација, најмалку 2,8 милиони луѓе секој година умираат широм светот поради непосредни последици на прекомерна тежина. Видите, понекогаш ние самите сме причина за извор на некои болести. Може би тоа не доаѓа преку ноќ нашата здебеленост. Тоа оди ден по ден, месец по месец, година по година и потоа тешко тоа се враќа во нормала. Значи, ова статистика може би веќе стара, пред некој година, но како е да е, ова расте. 2,8 милиони луѓе секој година ќе починат поради не глад, туку прекомерна тежина што имаат на себе. Значи, степенот се зголемува во нагорна линија. Тежина во килограми. И сега вечера ќе ви покажам овде, може и самите да си пресметате, која е идеална тежина за нас, според висината, според дебелината која имаме. Која е најдобрата висина, односно тежина. Тежина во килограми, значи висина во метри, сега малце ќе го упростиме тоа, следниве фотографии, еве овде може да прочитаме заедно. Например, ако лицето е високо 176, јас сум негде тука, 174 или 5. Овде пишува 84, јас имам 75, например. Неговата висина треба да се помножи 2 пати, значи 176 пута 176 множите и тоа го делите со вашата тежина. Ако имате 60 кила, 70 кила, добивате она пропорција која е идеална. И понатаму што пишува?
Значи, ова бројка 3,097 ја делите со вашата тежина и добивате идеална. Кога со тој број ќе ја поделите телесната тежина 84, значи ова бројка 3,0976, добивате индекс на телесна маса се 27. Нормалниот индекс на телесна маса е од 18,5 до 25. Гледате, ова особа или ова лице малко има 27. Дали е лесна формулата? Значи, висината два пати ја множите и такви картони. Значи, после таа бројка што ја добивате, ја делите со вашата тежина и ја добивате идеалната. Може некој 27, 29, 30. Ако имате 30, што пише овде? Секоја вредност под 18,5 се смета за недоволно исхрана. Значи, тука исто така е лошо ако човек биде премногу мршав, слаб. Виталните органи страдаат. Додека од 25 до 30 означува прекомерна тежина. Се што е над 30 е сериозна дебелина, која може да го загрози моето, твоето, нашето здравје. И затоа, почитувани, ова формула е многу едноставна, но многу важна. Од време на време да ја пресметуваме и да видиме во која линија се наоѓаме, во која скала, за да се подобри или ако сме испод 18,5 или ако сме над 30, мора да поведеме сметка. Мора да поведеме сметка за себе, за нашето, за твоето, за моето, значи се работи за нашето лично здравје. Денеска на телевизија, на интернет, ќе прочитате, медиумите рекламираат инстант метода да смршаваш. Не е возможно. Вели, пи само тоа, а јади се на другото и пак ќе бидеш мршав. Како може тоа? Некои диети се со зелка, некои со месо, некои без месо, некои ова, меѓутоа преку ноќ не може да се симне килаж. Значи, сите медиуми што рекламираат чудесни начини за да се намали телесната тежина само во прашање бизнис и заработувачка. Најдобар начин, најсигурен начин за корените промени во начинот на животот е предложено во ова книга, јас можам да ја дадам како скрипта, кај што се совети, упатства, најлесно може да се дојде до решение само ако се води сметка за начинот на исхрана. И да се вратиме на онаа билната храна, онаа едемската, ние подоцна ќе читаме што Бог дал за исхрана на нашите прародители, на Адам и на Ева. Значи, постои таа опасност, како што ја спомнавме, ако не внимаваме како што треба. Кои се последиците ако имаме преку 30 на она скала што ја споменавме? Која е опасноста? Зголемен ризик од срцев удар. Значи, тој е број 1. Бидејќи врши притисок на срцето, понатаму зголемен ризик од крвен притисок, зголемен ризик од поедини малигни заболувања. Гледате каде е изворот на некои наши болести што ни се појуваат во нашиот живот. И на крајот доаѓа до најстрашното на жалост. Но овде се појавува и диабетес. Диабетесот исто така се појавува претежно, значи кај луѓе кои имаат поголема килажа во своето тело. Здебеленоста која представува тежина од 20% и повеќе над нормалната тежина во однос на висината, представува фактор на ризик на развој на диабетис тип 2. За диабетисот многу изборувано, јас само попатно ќе спомнам како информација што е тоа диабетис, колку ги има типови и така натаму. Например, во ова книга што ја користам како скрипта, како информации, се споменува дека до 2030 година ќе дојде до бројката зголемување на заболени од диабетис во Кина, во Индија, во Америка. Тие се наоѓаат вели на чело на многу други болести. Здебеленоста која представува, значи рековме на 20%, може да биде причинител за многу како фактор на ризик на диабетис број 2. И затоа многу е важно каква храна внесуваме во нашиот организам. 80% луѓе здебелени од типот диабетис 2 се, значи, здебелени. Дебелината и диабетисот се тесно поврзани, што многу стручњаци ги сметаат
една болест. Светската здравствена организација вели секоја година 3,4 милиони луѓе широм светот умираат од компликации поради диабетис. Иако докторите велат диабетисот е неизлечив, но последните информации зборува дека со здрав начин на исхрана, со билна храна може да се намали таа бројка, значи тие проценти кои ги зимат како инсулин или како таблетки, може да се анулират ако човекот се придржава на тој здрав начин на исхрана, што едноставен е, но сепак треба човек да го примени во својот живот. И затоа ова тема за вечерва е наслова дали сме во опасност. Понекогаш ние и несвесни сме дека сме во некоја опасност. Додека нешто не заболи, додека нешто не чукне, што велиме, кој ќе отидеме на лекар, вели ти господине, длабоко си завлегол. А ние воопшто за тоа немаме, можеби, појма или не ги чувствуваме тие сигнали кои телото ги дава. Но можеби оптеретени со работа, со други активности, немаме време да ги приметиме тие знаци, тие алармни светла кои, знаете како човек кога вози автомобил, там има разни сијалици. Понекош некој ќе светне за масло дека нема доволно, ќе изгасне. Можеби нема притисок. Ние велиме дека тоа случајно засветнело. Меѓутоа, ако возиш така подолго, може моторот да зариба. Ако на време не се достави масло или нешто друго што е потребно, бидејќи моторот дава аларм, покажува дека нешто не е во ред, така и нашето тело. Дали сме ние во опасност? Потребно еднаш до 2 пати годишно да отидеме на систематски преглед, кај што ќе се направи тој преглед на целото наше тело, на целата таа машина. И така да се откријат на време работи кои може да се спречат. Постои таа изрека, подобро да се спречи, отколку да се лечи. Диабетисот е хронична болест во која што количеството на шекер не се регулира како треба. Значи, доаѓа во панкреасот пореметување и не може тој нормален инсулин да се лачи. Телото не произведува добро инсулин. Тип 1, тип 2 телото развива опасност кон инсулинот, што значи шекерот не се контролира успешно. Тоа се тие некои информации. Ево, например, тип 3 се јавува кај трудниците кои порано не боледувале од оваа болест. И тоа е многу опасно. Значи, детето уште не се родило, веќе ги добива тие симптоми. И кога ќе се роди, ги пренесува и на следните, може да кажеме, генерации и постои голема опасност да детето дури животот да го изгуби. Диабетисот во текот на бременоста може да доведе до озбилни компликации. Висок ниво на гликоза во крвта на мајката, при што може да ги оштети бебините келии, што доведува до одумирање на келиите и до појава на аномалии кај детето. И затоа се раѓа деца немични, не може да се развиват, затоа што нивните келии на бебето, при раѓањето или додека се уште не се родило, некои умрели или одумирале. И детето не може да се нормално развива. Затоа, ако на време се спречат работите или ако на време користиме здрава исхрана во нашиот организам, навистина, почитувани, ќе бидеме поштедени од многу такви аномалии кои се појавуваат. Диабетичарите често изфрлуваат големи количини урина, тоа се тие знаците, високо количество на шекер во крвта поминува низ нашата урина и тоа се исто така знаци. Може да настапи губење на телесна тежина и долгорочно оштетување на крвните садови, срцеви и мозочни удари. Пореметување на работата на бубрезите, оштетување на крвните садови може да предизвика гангрена на органи. Тоа се последици, но ако се внимава, ако се контролира, ако биде под контрола, значи може тоа да се анулира. Внимателна секако контрола треба да правиме. Во случај со диабетисот тип 1 понекогаш потребен е инсулин. Значи, лекарите тоа го знаат. Во случај на диабетис тип 2 потребни се таблетки за намалување на шекерот. Сега доаѓаме она што е многу важно и што е стоп на овие наши предавања. Тоа се само информации ги дадовме сега. Меѓутоа, исхрана со билно потекло. Ако ова што го гледаме почитувана сликава, биде почесто застапено на нашите маси, на нашите трпези, навистина нашето тело ќе ужива. Нашето тело ќе ужива
ako ги користиме овие намирници кои овде ги гледаме. Вегетаријанската исхрана, тоа е цитат од Американско здружение за лечење на диабетис. Еве до какви податоци дошле кога тие испитувале разни врсти на исхрана за ова популација на луѓе кои има таква болест. Се вели вегетаријанската исхрана е здрава опција. Дури иако боледувате од диабетис, истражувањата покажале дека определбата за ова врста на исхрана помага во спречување и контролирање на диабетисот. Веганската исхрана е богата со влакна, содржи многу низок процент на заситени масти и не содржи холестерол во споредба со традиционалната американска исхрана. Ова здружение правеле анкети, испитување на територија на Америка, што се јади многу масна храна, кај што се пие многу газирани, како Кока-кола и така натаму. Тие правили испитување и дошле до заклучок дека ова врста на исхрана, значи вегетаријанската, е здрава опција, дури вели и ако боледувате од диабетис. Овие истражувања покажале дека таквата врста на исхрана помага да се намали процентот на шекерот во крвта. Веганската исхрана е богата со влакна и содржи многу низок процент на заситени масти. Тие масти, ние зборувавме во минатото предавање, може да бидат голем проблем за запушување нашите крвни садови, артерии и така натаму, и така натаму. Еве понатаму што рекол Денис, британски доктор и истражувач. Ако луѓето постојано паѓаат од врвот, можете да поставите амбулантна под врвот или да изградите ограда на низиниот врв. Ние ставаме премногу амбуланти под врвот. Што сака овој човек да каже? Значи, ако се качувате горе и некој ќе падне, тука да има амбулантно возило, да го примат и да го однесат. Меѓутоа, горе треба нешто се направи, да не паѓаат луѓето. А ние сме такви, значи, докторите, лекарите, медицината тоа го прави. Кој ќе се разболи некој, тие лекарства се. Ете, имат некои болести, докторот и вели, само овој лек може да му помогне, нема други лекарства. И медицината е ограничена. Меѓутоа, Бог во природата засадил такви тревки, таква билна храна, што одговара за секоја болест која ќе се појави, бидејќи Бог е конструктор на нашето тело и тој знае што е најдобро. Кога во почетокот Адам и Ева биле создадени, Бог им дал соодветна храна. Адам и Ева немале такви болести. Добро, тие биле во рајот. Но и подоцна, кога погрешиле, не се појавува во историјата, ниту во египетската историја или вавилонската, асирската, да е запишено евреите да боледувале од некоја болест. Да, египчаните боледувале, вавилонците боледувале, но евреите, кај нив, немало вакви болести, зашто се придржувале на Божите правила и упатства. Бог рекол, ако ги држите овие правила, ниедна болест нема да дојде кај вас, што има кај околните народи. Евреите не знале за кариес на запад, кога патувале 40 години из пустињата. Ги немале останатите болести, зашто јаделе не само што се движеле, секоја ног се движиле, а дења одмарале, зашто било жешко, меѓутоа, секако тие јаделе небесна храна. Но, кога влегле во обетената земја, ги јаделе плодовите што Бог им ги дал. Бог ги благословил во таа ветена земја. Гледате овој доктор што вели. Ако луѓето постојано паѓаат од врвот, може да поставите амбуланта, значи под врвот, или да изградите ограда да не паднат. Докторе, пушти ме да живеам како што сакам. Дали ви е позната ова изјава? Да јадам што сакам, да пушам, да пием што сакам, а потоа дај ми волшебно стапче да се чувствувам добро, или апче. Така ние сакаме. Да јадеме што сакаме, да пием и сега добиваш една таблетка и се ти е добро. И од утре почнуваш поново. Значи, многумина зборува така размислуваат. Одеме кај лекар, да ни лекарот препише и тој ти препише нека десетина, како се вика тоа што ни ги дава докторот за лековите. Мала? Рецепти. 10 рецепти ќе ти напише. И ќе ги нареди во аптеката и тап-тап, и цело купче ќе ти ги даде. И сега ги пиеш. Сите тоа го користиме, кој им е потреба. Меѓутоа, ајде да се вратиме на тој извор на исхрана што Господ ни го дал.
Ograda, evo ovde simbolično je napišeno, nacrtano, znači ogradi koji ne štitat od predvremeni bolesti i smrt, koji se? Broj 1, zdrava i prirodna hrana. Broj 2, redovno vežbanje, odmaranje, dovoljno količestvo na voda, pozitivni odnosi, vera vo Boga. Ovo je, počituvani, rešението. Ова е скалата, патеката која треба да движиме, да имаме. Здрава и природна храна. На овие простори се уште може да се најде здрава храна. Се уште луѓето произведуваат, се уште може да се најде и органска храна, иако е малце поскапа, но сепак селаните и луѓе кои живеат во природа се произведува колку толку здрава храна, природна храна. Странците кои доаѓаат во Македонија вели, вие како да сте во рајот со храната. Вкусна, не може да се наједат на наша храна македонска, зашто навистина е вкусна. На запад има бои, но нема вкус. Значи жолта, зелена, тие 4 бои што треба да ги користиме, нели, како што има пиперки жолти, зелени, црвени, меѓутоа немат вкус. Редовно вежбање. Може треба да направиме жртва, наутро да се стане или сега пред вечера, наутро е најдобро. Значи кога телото е одморено, да имаме рекреација. Зборот рекреација во книгата Воспитување, знаете што значи? Обновување на животната енергија, на животните сили. Значи, не само кога ние спиеме, број 3, одмарање, се обновуваат нашите келии, значи добиваме нова доза на сила за следниот ден, само со спиење. Ако не спиеме, ако не се одмараме, ние ќе се умори нашето тело. Исус Христос кога работил, често пати се повлекувал на одмор, физички да се одмори, зашто бил исцрпен, постојано Исус бил во движење. Но вели се повлече, ајде насамо. Учениците со Исуса биле насамо, се одмарале физички. Доволно количество на вода. Ние пиеме, знаете кога? Кога ќе ни се исуши грлото или кога ќе осетиме дека сме жедни. Тогаш е веќе доцна. Значи, мора редовно да се пие вода за телото да има доволно количество вода за оно што е потребно, зашто се потиме, трошиме вода. Позитивни односи. Се мисли еден на еден. Позитивни односи со Бога секако, но и со луѓето околу себе. Ако бидеме во лоши односи, тоа негативно влие на нашиот организам, на нашето здравје, на нашето расположение. И затоа овие совети, колку се, значи 6, 7, 8, и повеќе ги има. Сега ја само ставив овде неколку, и она четвртото, односно последното, вера во Бога. Многу е важен фактор. Вера во Бога кој ни помага да се издигнеме на сите оние работи кои ни се случуваат во нашиот секојдневен живот. Превенирањето е добро, подобро од лечењето. Како што спомнав пред малку, подобро е да се спречи, отколку да се лечи. Значи, еве ги тие точки во слики назначени. Значи, здрав избор на храна, движење, доволно количество на вода, одмор, позитивни односи и вера во Бога. Тоа се работи кои ни помагат и може да ни помогнат. Многу луѓе ова го искусиле. Многу луѓе одат во разни стационари или санаториуми, има во Романија, има во Бугарија, кај што по 10 дена одат и тоа се принципите за лечење. Не користат никакви лекарства. Само овие точки ги користат што ги спомнавме. Значи, здрава природа, природна храна, редовно вежбање, одмарање, доволно количество на вода, позитивни односи и вера во Бога. Отидете во Бугарија, во такви санаториуми, има во Романија, во природа се сместени, не знам, тоа чини секако неколку стотици марки, односно евра, таму можете да отидете и луѓе се враќаат препородени, оздравени, намален крвен притисок, оздравени од диабетисот, но се придржувале на тие принципи, кои таму ги спроведуваат лекари, медицински сестри и тој персонал кој е задолжен. Но, секако се враќаме дома, понекогаш повторно се враќаме на стариот начин. Библискиот совет кој е? Учи го детето на патот по кој треба да оди, па нема да остапи и кога ќе остари. Многу е важно каков материјал градуваме во нашите деца. Се мисли на нивното здравје, какви навики им создаваме, што јадат, што пијат. Секако тоа се одразува во нивниот понатомошен живот. И затоа Бог не учи и нас постарите
да ги учиме нашите млади, а секако и ние тоа да го користиме во нашиот секојдневен живот. Пета Мојсеева, 6 глава, 6 и 7 стих вели: овие зборови што денес ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето. Напоменувај им ги на своите синови. Зборувај им за нив кога седиш дома во својата куќа и кога одиш патем и кога легнуваш и кога стануваш. Тоа било од Бога совет, упатство, наредба со други зборови, постарете да ги учат нивните деца, нивните наследници. Не само 10 заповеди што треба да ги учат, тие ги закачувале тука како гердан, да ги читаат наутро и навечер, да им се вреже во нивните мисли, зашто биле робови 400 години и тие воопшто не знаеле да паметат, да памтат, да учат, но Господ им наредил да се наутро, навечер, да им зборуват, или кога седиш дома во својата куќа и кога одиш патем, кога легнеш и кога стануваш. Ајде ние, почитувани, да ја читаме Библијата и да ги учиме тие основни принципи за исхрана, за здрав начин на живење. Често пати ги читаме овие зборови во прва Мојсеева, кога Бог на Адам и на Ева им го пишува првиот јеловник за исхрана. И знаете што пишува? Еве, прва Мојсеева, прва глава, 29 стих. Еве ви ги давам сите треви, што се осеменуваат по целата земја, и секој плодоносно дрво што го носи своето семе во себе, нека ви биде тоа за храна. Замислите да одите во аптека и ова рецепт да го добиеме. Подоцна Бог го проширува јеловникот и им дава и зеле полско. Овде пише во 3 глава, прва Мојсеева, исто така кога паднале во грев, вели: ти ке јадеш полски растенија, со пот на своето лице ке јадеш хлеб. Да. Господ овде им го проширува јеловникот. Освен тие зрнасти плодови што ги јаделе од почетокот, сега им дозволува и зелка, спањак, штавел, други зелени растенја кои ги има во природата. А денеска тоа ни е на дофат на нашите раци. Зошто тоа не го користиме, како што реков минатиот петок, таму извор на железо, на фосфор, на други елементи кои се потребни, минерали кои се потребни за нашиот организам. И навистина читаме и во Новиот Завет, според тоа јадете ли, пиете ли, или ако правите нешто друго, правите го за се, за Божја слава. Значи, кога јадеме и кога пиеме, не треба да го забораваме Бога, дека Бог не благословил, дека Бог го дал тоа во природата, дека Бог не дал средства да заработиме, да може да купиме, за да се прехраниме. Ако јадеме, ако пиеме, не може човек кој ќе се напие алкохол да го слави Бога. Па ако се прејадеме и граф не чине, значи мора да бидеме умерени во се. Бидејќи на тој начин ние го славиме Бога. Ако не ги користиме тие совети и не ги употребуваме во нашиот живот, ние, почитувани, го индиректно навредуваме Бога. Значи, постојат фактори кои ние самите ги правиме, за да имаме здрав или нездрав, да имаме здраво или нездраво тело. Зависи од нас што ние внесуваме во нашиот организам. Ако ги слушаме советите на Бога, навистина ќе имаме поблагословено здраве, односно здрав начин на живење. Нашето тело не е место на забава, тоа е храм на Светиот Дух. И затоа, кога ќе не боли глава, нема место за Светиот Дух. Тој не може да комуницира со нас, зашто тој комуницира преку нашата совест. Ние тогаш мислиме за здраве, не боли глава или не болат органите на нашето тело. Нашето тело не е место за забава, не е место за експеримент, не е место кај што, како некој што е јас сум господар. Што сакам да јадам, ќе јадам, што сакам да пием, ќе пием. Може, меѓутоа и последиците треба да ги прифатиме. И последиците од тоа наше неразумно однесување. Дали би сакале своето тело да го предадете на Исуса како негов храм, каде ќе може да престојува? Нека Господ навистина ни помогне, браќи и сестри, да ова тело ќе се распадне еден ден. Човекот кој ќе отиде на починок. Меѓутоа, додека сме живи во здраво тело, да имаме и здрав дух.
Само во здраво тело Бога може да го прославиме. Дали ќе му дозволиме на Бога тој да влезе во нашиот храм, во нашето тело, преку Светиот Дух, да тој престојува во нас, тој да не учи, тој да не советува, тој да биде на престолот на нашето срце, како што вели првата заповед: јас сум Господ Бог твој, немој да имаш други богови. Ако ви е потребно големиот лекар да ви го промени срцето, Бог тоа може да го направи. Да, има лекари во Скопје кои помагаат ако нешто ни запне на срцето. Помагаат, добро е, човекот успел да дојде до некоја висина на лекарства, на знаење, на умешност, да помогне. Меѓутоа, ајде ние да не дојдеме до Скопје предходно, да најдеме начин и модус да ги слушнеме советите Божи, да ги спроведеме во нашиот живот. Значи, Бог може не само физичкото здраве да ни помогне, но и духовното е многу поважно. Духовното е многу поважно. Да бидеме духовно јаки, силни и да му дозволиме на Бога да не води во нашиот живот. И ако се најдеме во нека опасност, Бог има начин и решение да ни помогне. Еве што вели пророк Езекија: ќе ви дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во вас, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите наредби. Секако, Бог не сака да го вади нашето срце, ова местно срце. Кога зборува за срцето, се мисли на нашите мисли. Бог вели: ќе ви дадам нови мисли, нови насоки, нови планови, нов потик, нова сила, нов живот, да може животот кој го живееме да биде на благослов на нас овде, но секако и на Бога. На сите им е потребна помош за остварување на промената на однесување. Ако имам проблем со цигара, ако имам проблем со алкохол, да му се молиме на Бога, тој ќе ни даде нови мисли, нова сила да се спротивставиме. Знам, луѓе се борат со цигарата и таа мала цигара од 5-6 сантиметри е толку силна што симнува големи луѓе по 2 метра и не може да се спротивстават. Но сами да не се бориме, туку да побараме помош од Бога, кој е подготвен да ни помогне да доживееме промена, да направиме промена дури во нашата исхрана, да се вратиме на едемската, на Божјата исхрана. Нека Господ ни помогне да навистина, ако се најдеме во опасност, а се наоѓаме постојно, секојдневно, да го бараме на време Господа и на време да ги прифатиме овие совети и упатства кои ни стојат на располагање. Бесплатни се советите. Бог ни ги дава. Сега сме ние на потек. Нека ни помогне Бог во тоа. Амин.